Нашите размислувања, односно и барањата на трговците е да оди во следната насока. Значи, нелогичноста се бара во таа смисла што овие придонеси што се плаќаат од продажбата 0,05% од вкупниот промет на компанијата, всушност немаат, според трговците, немаат некоја логика, затоа што по други основи тие при годишниот промет на своите производи, при давањето на завршни сметки према ДДВ и така натаму, веќе плаќаат определен надомест, што е содржано во другите законски прописи. Тоа е една основа, а второ е нивното образложение дека пресметката на плаќањето на еден надомест од вкупниот приход на самата компанија е нелогично и заради тоа треба да се изврши определени измени во Законот за трговија, за која што тие предлагаат два основа. Прво, односно две решенија. Првото решение, значи да се воопшто укине обврската, односно обврската значи за плаќање на тие 0,05% од вкупниот промет на компанијата остварен во последната година, деловна година. А втората алтернатива е доколку тоа не е можно, односно доколку се направени подетални анализи, значи тие 0,05% да бидат всушност од продажбата на прометот од алкохолните пијалаци остварен во претходната година. Ние како комора имаме правено анализа што значи тој одраз, односно ефектите од тој надоместок, така да ги имавме во соработка со нашите најголеми супермаркети во земјата. Имаме офатено анализа аналитичка во која што правевме анализа што значи прометот надоместокот од прометот на вкупниот приход и од надоместокот од прометот на продажба на алкохолни пијалаци. Разликата во издатоците е очигледна и видлива. Вие имате тоа можност да го видите и на самиот информацијата што ви е презентирана. Меѓутоа, она што е основно, сакам да кажам дека во таа анкета, односно анкета или соработка, ние опфативме за анализа 169 продажни објекти на 6 најголеми супермаркети во државата. Податоците покажуваат дека доколку надоместокот за продолжување на лиценцата би се сметал од прометот на продажбата на алкохолни пијалаци за периодот од 2 години колку што трае периодот на важноста на лиценцата, просечно на секој продажен објект трошокот би изнесувал негде околу 16.000 денари по продажен објект, односно околу, да речем, изразено во евра, негде нешто над 250 евра на 2 години. Сегашниот издатоци кои што фирмите, трговци на мало што продаваат алкохолни пијалаци, според постојниот закон имаат издаток многу поголем, тоа е негде околу 62.495 денари просечно за по-продажен објект на анкетираните 6 најголеми супермаркети во државата. Значи, уште еднаш сакам да го нагласам влијанието, односно ефектот и оправданоста на трговците што бараат измена на Законот за трговија, што досега тоа како став и како барање беше присутно и беше и во разговори со представниците на Министерството за економија, во која што не би рекол дека нема слух, меѓутоа треба да се у суштина да се дообразложиме уште еднаш, да ги размениме аргументите и да кажеме за логичноста на барањето на трговските фирми.